И дефинитивно пропадна обидот за нов изборен законник. На меѓупартиските преговори во собранието, за СДСМ и Левица остана спорно електронското гласање на диаспората, па на крај решија да го блокираат предлогот со илјадници амандмани. Со овој епилог значи дека и покрај повеќе месечната подготовка на измените во работната група во Министерството за правда, следните избори ќе се одржат по старите правила. Не се успеа во тоа, остануваме на старото законско решение, стариот изборен законник, врз основа на кој што ќе се организираат некои наредни избори. Иако имаше поместување на точките по одредени заклучоци за кои што имаше забелешки, она што остана како точка преку која што не можеше да се помине е забелешката на Социјалдемократскиот сојуз за електронското гласање на диаспората. Премиерот Мицкоски пак претходно изјави дека ВМРО-ДПМН ќе даде бланко поддршка на секој предлог кој ќе го дадат опозицијските партии за изборниот законник, ако за возврат дадат зелено светло за електронското гласање на диаспората. Овини за политичко лицемерие ги отфрли тезите дека со ова барање сака да ги олесни условите за избор на председател. Од друга страна, лидерот на СДСМ Венко Филипче се сомнева во намерите на власта и смета дека целта е да се отвори пат за изборни нерегуларности. Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон. Како ќе контролираме ако утре во целосно безбеден систем на електронско гласање, еве вака како што го предлага ВМРО-ДПМН, утре системот ден воочи или на денот на гласањето, системот биде хакиран. Ќе пропаднат изборите. Еве нека се формира работна група експертска да работи на тој предлог, па понатаму можеме да го имплементираме и тој дел. И покрај тоа што е познат исходот, изборниот законник се најде на седница во Комисијата за политички систем. Според најавите таму се очекуваат околу 10.000 амандмани од СДСМ и околу 3.000 од Левица.